името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Тако архиерей и треба на црквата. Пастир кој што ќе го води стадото Христово кон Бога, Спасителот наш. Браќа и сестри, пред нас е високо преосвещениот митрополит Крушевско-Демирхисарски Јован, кој е епископ од почетокот на оваа епархија. Кога велам на ова, говорам за Преспанско-Пелагониската, од која еве се одвојува еден дел за нова времена епархија, на која согласно уставот на нашата канонска црква да има повеќе епископи и епархии, согласно одлуката на синодот на нашата црква, на синодот и соборот на Српската православна црква, да се најде решение за нерешливото прашање во тоа време, кога нашата црква не беше признаена за автокефална, или поточно речено беше од сите цркви понижена и отфрлена, и сите помесни православни цркви, нема да сгрешам, дека се обединија во нашата изолација како црква. За еве, сега сметам дека стануваме фактор на обединување не помеѓу неколку или одделни цркви во православието, туку фактор на обединување на целото православие, за кое сите знаеме дека е во поделба на две страни. За тоа нема многу да говорам, но сега ви кажам збор два. Прво за епархијата, на која сме вториот митрополит на Преспанско-Пелагониската епархија по Втората светска војна, втор по претходникот наш, митрополитот Климент. И да нагласам дека станува збор за епархија која имала и славно минато, и големи искушенија, и страдања, и тоа огромни кај нас, како што се знае, почнувајќи ударно-христијанската црква, со тогаш славната епископија Хераклејска, од која биле присутни на собори вселенски и помесни епископи. Ете, таа епархија, кога е укината, го има последниот архиепископ на Отриската архиепископија, и секако дека преживела и доживела големи искушенија и страдања, паѓала под разни юрисдикции, и на крајот од краиштата е пред добивањето автокефално со Српската православна црква и од други 8 епархии кои ја признаваат нашата автокефалност,
a nitу една не го оспорува нејзиното канонско право, односно дека е канонска црква, врз одлука или акт на Вселенската, односно на Цариградската, Константинополската патриаршија. И ете, браќа и сестри, мора, колку и да е тешко да се спомнат и постигнувањата и славата на една епархија, но и искушенијата, истовремено и страдањата, што таа ги имала по Втората светска војна, односно пред Втората светска војна, од оваа епархија излегле и светители епископи, како што е познатиот епископ Јован Шангајски и Сан Франциски Битолски, како што е отецот Јустин Челиски, како што е Платон Маченикот Бања Лучки, кој бил епископ на Пелагониската, односно Преспанско-Пелагониската епархија, како што бил и Николај Велимирович, големиот светител и епископ на црквата. Но имало, браќа и сестри, има и ќе има и повикани, и добронамерни, и злонамерни епископи во оваа епархија, но тоа не е најстрашното. Најстрашното е ако нема покаяние за тоа кога грешиме и кога не постапуваме согласно светите канони, светото писмо, светото предание и учењето на Светата црква. А во тој дух јас лично давам пример и укажувам на тоа дека на сите во оваа епархија, конкретно во Крушевско-Демирхисарската, на сите како личност што сум сгрешил, но и како митрополит барам прошка, а верувам дека тако нешто не само на луѓето во ова, туку и во целата црква ќе го направат и епископите на поранешната, така наречена ПОА, православна архиепископија Охридска. Ете, со цел да покажеме колку е голема работа човек да се покае и да бара прошка за своите грешки и погрешенија. Поголеми се тие што се кајат од оние кои немаат потреба од кајање, зашто Христос Спасителот рекол: не дојдов заради праведниците, туку заради грешниците. Ајте во тој дух сакам и да укажам, браќа и сестри, дека ние, кога велам ние, имајте предвид, говорам од име на верниот народ во нашата епархија и свештенството и монаштвото. А кога ќе речам јас, тогаш говорам од лично име како личност, а не како митрополит. И тоа да не биде погрешно разбрано, браќа и сестри. Ете, се потрудивме ние да во овој дел од епархијата што сега се именува и веќе интронизиравме митрополит на оваа епархија Крушовско-Демирхисарска, во која влегува и Кривогаштани со двете парохии, и секако дека сите вие знаете мощне добро дека славна била ова епархија сегашна, зашто била дел и таа некогаш на
некоја епархија, но уште пославна е по тоа што токму во овој град, токму во оваа црква која била во темелурната, се случила најголемата епопеја и за верата наша света православна во Македонија, но и за нашата македонска нација, за народот македонски, не од позиција на етнофилетисти говорам од позиција на обесправен и понижен народ кој се кренал на востание за да се ослободи од тиранинот. Во тоа време се знае била Отоманската империја и тука во оваа црква било извршено опело на живите кои знаеле дека во востанието не ќе можат да бидат опеани сите, па уште како живи врз нив било извршено опелото. И ете, така во тој дух се извинувам што многу не сум направил на тоа поле, но владиката кој што е сега интронизиран, верувам дека ќе направи многу, имајќи ја предвид неговата борбеност, воинственост, дека ќе поработи во голема мера пред оние кои што ни ја обезличува црквата и пред оние кои ни ја обезличуваат и денес нашата нација македонска, не пак од национални или националистички чувства, туку од чувства на еден народ кој никогаш нема претензии на другите народи и кој денес е асимилиран во сите делови на неговата околина, освен на Србија, бидејќи единствена држава која го признава македонскиот идентитет и на македонската црква и даде автокефалност е токму српската држава, односно Српската православна црква. Ете во тој дух очекувам дека високо преосвештениот ќе даде огромен придонес во смисла грешките што сме ги направиле, да ги поправиме и да покажеме пример на другите. Во тој дух сакам и да кажам исто така дека пример покажавме, браќа и сестри, како црква, дека не одговаравме, не провоциравме, не предизвикувавме поделби кај другите и покрај сето тоа што беше направено, дај нас во нашата црква поделби на сите основи. Една црква која своевремено немаше доволно епископи што ќе управуваат со неа, па сега имаме изобилство на епископи и ќе даде Господ уште и треба да имаме уште. Па да кажеме дека ние не сме ни црква, ни народ, ни држава, ни нација без корен, браќа и сестри. Сакам да укажам на тоа дека на неговото високо преосвештенство му предаваме повеќе од 90 цркви и повеќе од 10 параклиси во кои може да се служи. Не зборувам за оние параклисињата по патиштата што се. Исто така, 20 манастири предаваме на неговото високо преосвештенство. 20 цркви осветивме, а 10 се веќе подготвени за осветување и се надеваме дека поскоро, ако е точно, во текот на овој месец ќе биде осветување на првиот манастир, токму тука во овој град, односно манастирот Свето Преображение. Ние
не можехме многу повеќе да направиме. Тука и до тука стигнавме, а сега Неговото високо преосвещенство митрополитот Јоване оној што треба да направи она што е започнато да го доврши. Аманетот наш е да ја изгради црквата Свети Кирил и Методи во Демиртица, за која ставивме темели. Но и она што не можеме да го направиме, на мечкин камен, на светилија црква да се изгради, за да се покаже дека е славна илинденската епопеја. И тоа се надевам дека Неговото високо преосвещенство ќе го направи. Браќа и сестри, исто така сакам да укажам на некои работи што ни се случува, не само нам, на нашата Македонската православна црква, Опетска архиепископија Јустинијана прва, туку и на другите помесни православни цркви. Има една болест веќе во православието, тоа е болест, повеќе би се рекло сектанска, а може да се рече и еретичка. Тоа е гурдуховништвото. Го замолувам високо преосвещениот да поведе строго грижа, сметка против гурдуховниците, бидејќи тие се, како што го имаме еден епископ кој оттука излеза од нашата епархија, кој е гуру по примерот на телето во пустината под Синај, поради кое Мојсей ги искрши 10 Божји заповеди кога видова како му се клањаат на тоа теле. Односно на оние кои себе си се прогласуваат за богови без Бога, за кои нивните приврзаници кажуваат дека последните 300 години таков свет човек не се родил. Што сакате повеќе од тоа за докажување дека станува збор за идолопоклонници што се поклонуваат на тоа теле, браќа и сестри. Исто така, во тој дух да се поработи, како што своевремено кажа високо преосвещениот и ќе го држиме за збор, дека треба да се направи реевангелизација на нашата црква. Високо преосвещени, еве ви поле за реевангелизација. Еве ви поле на епархија која не е повеќе така наречена катакомбна црква. Еве ви поле и за да се покаже и докаже дека ние можеме да бидеме исто така и репатриоти, оти го изгубивме патриотскиот дух, го изгубивме духовното наше и сега е времето и националното и духовното да ги подигнеме на степен достоен што е за нас. Во тој дух, кога некој ќе дојде во некоја црква, особено како пастир се вели дека како за Христа, кој дошол меѓу своите и своите не го примиле, ама сега гледаме дека е овде во совашно случај обратно. Кај своите дојдовте, еве ги своите ве примија и со срце, и со душа, и сето тоа треба да се оправда, веруваме дека ќе го оправдате целосно во тој дух. Во манастирите што ни ги предаваме нема манастир, но очекуваме барем во половината по еден монах или монахиња да успеете да поставите и тоа ќе биде ваш голем подвиг и секако дека во тој дух само уште да кажеме збор 2
za onije koji prava deneska propaganda protiv naša Makedonska pravoslavna crkva. Tako sme bile podeleni nije kako crkva na fanarioti, na grkomani, deka sme bile pa rusofili, pa na ruskata strana, pa na srpskata i така натам. Ви уверувам, браќа и сестри, дека во синовот на нашата црква нема поделба на таа основа, а на оние пропагандистите кои можам да речам дека да ги основам, дали се тоа медиум или поединци новинари, дека тоа се всушност не фанариоти, фанаридиоти. Бидејќи таква пропаганда шират, фанаридиотска пропаганда. Па нека дојдат поблиско има тука некој сигурно, нека слушна што сме рекле. Ние не прифаќаме и нема да дозволиме како црква да припаднеме на еден или друг клан, да бидеме на една или друга страна. Ние сме на страната на православието, иако бевме причина за да се обегнат сите поместни православни цркви поради нашата изолација, сега да бидеме причината за обелјување на Фанар и Москва, на Цариград и Москва и на сите поделени страни. Ние на тоа ќе работиме и замолувам никој да не се зема за право да не става на една или друга страна, да припаѓаме на една глобалистичка или било каква друга политика. Не припаѓаме ние на други, припаѓаме на Македонската православна црква и на цело православие со цел да се излечи расколот и поделата во православието. Во тој дух ви го честитаме. Вашето интронизирање ви посакуваме. Се најдобро мир и благослов од Бога, да имате успеси високо преосвещени, а ако нешто сгрешивме, бараме прошка од сите вас и во тој дух на сите вас, браќа и сестри, присутни тука, на свештенството и верниот народ на оваа епархија, и посакуваме успех и уште еднаш кажуваме: Достоен!